Овде пробиваме пат во еден многу тежок терен, кој што, како што гледате, е со голема стрмнина и со голема опасност да се обруши истиот врз куќите кои што се наоѓаат во овој дел од општината. Со претходни урбанистички планови, практично на неколку куќи им е запрен влезот и луѓето не можат со возило да влезат во своите собствени парцели. Ние мораме да оствариме нашата законска обврска, односно до секоја куќа мора да има влез во собствена парцела со возило, затоа ги градиме овие потпорни зидови кои што се анкерувани 5-6 метра во земја, го гледате зидот колку е и над земја. Целокупната инвестиција заедно со асфалтирање на патот не чини некаде над 4 милиона денари, односно некаде околу 70.000 евра, но решаваме само на неколку куќи проблем, но за нас, без разлика дали се тие една, две, три или повеќе куќи, за нас е битно дека не смееме да оставаме луѓе со проблеми да не може да се влезат во собствениот двор и да тоа биде предмет на постојана расправија со комшиите, затоа што проблемот го имаат направено урбанистите со урбанистичкиот план, каде што на објектот кој што се наоѓал пред нивните куќи му е дозволено проширување и практично со тоа е затворен влезот во нивните парцели и од тие причини го пробиваме со нов урбанистички план. Вцртавме овде нов влез кој што сега општината еве после толку години го пробиваме. Ние сме вака затворени од 65-та година, од кога се направија бараките. Урбанистите што правеле, како правеле, нас не предвиделе. Проблемот ни беше многу голем, не можевме никако да пристапиме, влагавме по патек од 1,20 м и се уште по таа се движиме и многу сум благодарен што се направи ова. Ја благодарам многу на општината и на градот. Значи, пред колку години го пиевме кафето, се исплатеше. Се исплатеше, да. Ајде, чао, поздрав. Пријатно.